Инвестиции од околу 10 милиони евра најавува рудникот Саса за тековната година. Дел од инвестициите во висина од 3 милиони евра се однесуваат за нова опрема за рударите, што значи дека безбедноста при работа останува прв приоритет во програмата за работа на новиот генерален директор на Саса Неил Роберт Стевенсон, кој пред 3 недели го замени Александар Раков на оваа позиција. И ние се надеваме дека со негова поддршка и со имплементирање на тие нови залагања што ги има новиот директор, ние ќе подобриме пред се безбедност при работа, исто така ќе бидат земени во предвид повеќе еколошки аспекти во развој на рудникот Саса, а исто така новиот директор истакнал дека ќе биде засилена и социјална активност на рудникот Саса односно соработка со институции на локално и на државно ниво. Новата опрема за рударите на Саса ќе ја замени старата набавена пред повеќе од 10 години. Ние завршуваме оваа година комплетен циклус за промена на рударска опрема што била набавена во период од 2006 до 2008 година и со тоа ќе ни овозможиме на нашите работници побезбедно и поефикасно работење на секој работно место, бидејќи во рудникот Саса безбедност прогласена за приоритет број 1. Рудникот Саса во областа на безбедноста при работа е на ниво на најдобрите рудници во светот. Пред се на ниво на австралијански рудници кои што важат за најбезбедни во светот. И ние се надеваме на тоа што нашите рудари многу добро ја сваќаат нивната улога во задржување на таквото ниво на безбедноста и во подобрување на овое ниво. Во Саса интензивно се работи и на изградбата на новото хидројаловиште, кое треба да е готово до 2018, а инвестицијата во него од 7 милиони евра треба да му овозможи непречена работа на рудникот во наредните 10 години. Рудникот Саса е еден од најголемите рудници за олово, цинк, сребро во Европа, кој годишно произведува околу 30.000 тони олово, 22.000 тони цинк и 400.000 унци сребро во концентрат.